Од огромна буџетска дупка и долгови до консолидирани финансии, Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска даде отчет за сработеното во првите 100 дена. Таа вели дека наследила заостанати обврски и неисплатени плати во национални шуми, водостопанство, железници и други предпријатија. И покрај предизвиците, новата влада успеала да најде пари за покачување на платите и пензиите, исплата на заостанати субвенции, студентски субвенции и додатоци. А се прават напори со новиот буџет за 2025 да се обезбеди дополнително зголемување на платите во одредени сектори, особено во образованието и здравството. Исто така исплата на студентски оброк и студентски стипендии. Претходната власт и за младите немаше предвидено доволно средства. Потребни беа и ги најдовме 437 милиони денари за студентски оброк и 207 милиони денари за стипендии. Министерката неделава го потпиша кредитот од Унгарија земен под поволни услови со грејс период од 3 години, 12 години рок на отплата и минимални трошоци. Димитриевска-Кочовска вели дека парите треба да легнат во најбрз можен рок, 250 милиони евра да бидат достапни за бизнисот до крајот на годинава, а остатокот да завршат кај општините за инфраструктурни проекти. Министерката очекува силен инвестициски циклус од страна на компаниите и локалните власти, а како доказ за тоа го посочува фактот што новата влада го задржала истото ниво на капитални инвестиции. Смета дека забрзаните вложувања во инфраструктурата ќе го поттикна дополнително економскиот раст. Покрај капиталните инвестиции од над 44 милиарди денари, вклучително и 6 милиарди денари за локален развој, очекуваме и силен инвестициски циклус во приватниот сектор. За таа намена веќе обезбедивме 250 милиони евра поволни средства од Унгарската Експорт-импорт банка, чија реализација ќе мобилизира дополнително најмалку уште 250 милиони евра. Тоа е вистинскиот модел за да постигнеме повисоки стапки на економски раст, кои ќе донесат зголемено производство, зголемена продуктивност и реален раст на платите. Пензионерите ќе добијат и ново зголемување на примањата од март следната година. Министерката вели дека пари за тоа веќе се обезбедиле и дека и покрај големата дупка во пензискиот фонд требало да им се помогне на оние со најниски пензии, кои дел од работниот стаж го стекнале во времето на транзицијата. Таа исто така е задоволна од тоа како се полни државната каса, особено од зголемените приливи од даноци и царини. Негира дека државата доцни со повратот на ДДВ, туку посочува дека претходно имало многу злоупотреби, па требало да се направат дополнителни анализи пред да се извршат исплатите.